Добар ден, ви благодарам што сте со нас по централните вести. Почнуваме со насловите. Ефективен притвор за четворица. Домашен за 6 мина новоосомничени за трагедијата во Кочани. Угостителската дејност, дискотеки и кабареа никогаш не била предмет на контрола и надзор. Со или без таравари вреди тежи исто. Касами со нова порака. Тој што ќе се одели од групата ќе го јаде волко. Таравари му врати. Граѓаните на избори ќе кажат. Месо, јајца, ракија. Уништени над 1200 килограми храна пред Великден. Колку граѓаните внимаваат што купуваат? Задолжително, значи, од каде потекнува храната, рокот на трање? Многу пати во супермаркетите со поминат рок чуваат. Над 30 загинати во руски ракетен напад во Украина. Жртви се и деца. Ефективен притвор за четворица, куќен притвор и мерки на предпазливост за 14 мина. Бара обвинителството за 19 новоосомничени во проширената истрага за пожарот во Кочани. Сите се товарат за тешки дела против општата сигурност. Државниот обвинител Коцевски образложи зошто од сите министри за економија од 2012-та со истрагата не е опфатен единствено актуелниот и зошто се бара одговорност од сите први луѓе на Дирекцијата за заштита и спасување, за разлика од директорите од Државниот пазарен инспекторат. Маја Стојановска ги има деталите. Обвинителството побара 4 ефективни и 6 кукни притвори, како и 8 мерки на предпазливост за 19 новоосомничени во истрагата за трагичниот пожар во кочанската дискотека Пулс. Според информации на Канал 5, побаран е притвор за екс-директорот на Дирекцијата за заштита и спасување Шабан Салиу, а за поранешниот министар за економија Валјон Сарачини домашен. Јавниот обвинител Љупчо Коцевски не прецизираше кој од осомничените каква мерка добил. Потврди дека станува збор за двајца екс и еден актуелен директор на ДЗС, тројца екс-министри за економија, а меѓу новоосомничените се и градежни и пазарни инспектори, државни секретари и повеќе службеници. Со ова, осомничени се сите екс-министри за економија од 2012 година, со исклучок на актуелниот Бесар Дурмиши, а Коцевски образложи зошто. Актуелниот министер за економија не е опфатен со истрагата, бидејќи нема ниту еден доказ дека собственикот на клубот иницирал постапка за нова лиценца во 2025 година. Осомничени се и сите директори на ДЗС од 2012 година, бидејќи како што вели Коцевски, истрагата досега покажала дека и сегашната и претходните раководни структури целосно ги запоставиле своите надлежности. Вели тие не вршеле контроли, надзори и проверка на ризик, не само во Пулс, туку во дискотеките низ целата држава. Низа пропусти биле утврдени во работата на локалната самоуправа. Во однос на раководството на Државниот пазарен инспекторат, Коцевски информираше дека проверките за двајцата осомничени екс-директори продолжуваат, а за актуелниот не постоел законски основ за негово гонење. Угостителската дејност, дискотеки и кабареа никогаш не била предмет на контрола и надзор, како во Кочани, така и во цела држава. И граѓаните биле под потенцијална загрозеност во сите угостителски објекти. Ова едноставно нешто не може човек да верува. Меѓутоа, знаете дека така. По истата линија на проучување, на одговорност од највисоките ешалони до локалните инспектори е проучувана улогата на секој, посебно и во пазарниот инспекторат. Но, за разлика од Дирекцијата за заштита и спасување, доказите упатуваат дека нема истоветност. Законот не ни дава основ да гониме само затоа што некој бил директор во одреден временски период. наведувајќи примери од слични трагични пожари во клубови во Романија, САД и Бразил, чии законски норми ги зеле во предвид при истрагата. Коцевски образложи временската рамка по која се водело обвинителството. Тој објаснува дека освен оние кои имале директна вина, се сумничат и оние лица чија серија на пропусти од отварањето на дискотеката па се до пожарот довеле до тоа дискотеката да работи и да се случи катастрофата. Министерот за внатрешни работи Панче Тошковски вели дека секој кој се огрешил ќе одговара и
порача дека истрагата не треба да биде место за политички препукувања. Сите три случаи масовни трагедии се поврзани со пожари како резултат на употреба на пиротехника. Во сите случаи пожарот бил директен причинител на смртните последици, но судовите ја признале долгорочната серија на пропусти како фактори што го направиле пожарот толку разорен, што во случајов се совпаѓа и со нашиот. Сакам да упатам една јасна порака до македонските граѓани, а тоа е дека времето кога кабелот и пајакот беа криви заврши, не смееме да дозволиме оваа истрага да биде под влијание на политички препукувања и на политички недобронамерници, кои што, сакајки на гневот на македонските граѓани да заработат одреден политички поен, мислат или ценат дека можат да не втурнат во насока која што не би била посакувана од аспект на спроведување на една законита, темелна и професионална истрага од страна на органите на прогон. За пожарот во Кочани во моментов се осомничени 45 физички и 3 правни лица. Коцевски информираше дека досега се собрани илјадници материјални докази, а истрагата е се уште во тек. Нагласи дека таа треба да заврши за 2 месеци. За проширената истрага со реакција се огласија од СДСМ, од каде што велат дека истрагата се уште била фокусирана само на минатото, а не и на актуелни полициски функционери. На денот на трагедијата 16 март, актуелните функционери на ОВР Кочани, СВР Штип и БЈБ, кои биле на позиции, биле одговорни за безбедноста и морале да постапуваат. Ако за тајле контролните механизми и безбедноста, кои се под директна надлежност на ОВР Кочани, СВР Штип, односно МВР и БЈБ, како е можно ниту еден од актуелните функционери да не биде приведен и да не биде опатен со истрагата, се вели во реакцијата на СДСМ. Во продолжение, реакциите на ДУИ, Алијанса на албанците на села и на Вреди. Во моментов, Мицкоски со неосновано апсење албанци се обидува да предизвика меѓуетнички тензии, како параван за неуспесите на владата и како алатка за предизвикување етнички раздор, се вели во реакцијата на ДУИ. Ги покануваме раководителите на владата, обвинителството и судовите да ја запрат оваа кампања, која никому не му користи, се вели во реакцијата на Алијанса на албанците. Искрено посакуваме сите сегашни поранешни функционери албанци да ја докажат својата невиност во фер, транспарентна правосудна постапка, која ќе биде базирана исклучиво на уставните принципи за неселективна правда, презумпција на невиност и еднаквост пред законите, велат од Вреди. Преминуваме на политика. Коалицијата Вреди ќе продолжи посилна и без Арбен Таравари, доколку тој одлучи да си замине. Порачува лидерот на БЕСА Билјај Касами, продолжувајќи ги острите тонови кон коалицијскиот партнер. Таравари му возвраќа. Секогаш на крај гласачите одлучуваат. Јана Јосиповска. Тој што ќе се оддели од коалицијата, ќе го јаде волкот. Со народна поговорка Билјај Касами му порача на Арбен Таравари дека сметаот и подобро е да остане во Вреди. Во интервју за Радио Слободна Европа, Касами оценува дека коалицијата и без Таравари ќе тежи исто колку и со него. Сепак е оптимист дека има реални шанси да продолжат заедно, а ДУИ според него може да биде поразен само со здружен напор, бидејќи никој од нив поединечно не успеал во тоа. Касами негира дека има лично комуникација со Ахмети, а ги отфрла и информациите дека причина за несогласувањата со Таравари е распределбата на градоначалничките места и советничките листи за предстојните локални избори. Јас сенам дека Влен тежи, да не кажам повеќе, но толку без Таравари колку што вредеше и тежеше без со него. Сенам дека најмногу што ќе губи, најголем губитник ќе биде тој кој ќе излезе од во случајот од коалицијата Влен, затоа што и не е случајно и народната поговорка. Значи тој што ќе се одели од групата ќе го јаде волкот.
Таравари пак во изјава за Канал 5 му одговори на Касами дека последниот збор го имаат гласачите на изборниот ден. Секогаш накрај гласачите одлучуваат. Ние може да прогнозираме на денот на изборите, граѓанинот зборува преку дадена поддршка, изјави Таравари. Факт е дека доколку вреди се раситни, па макар и со една партија, вкупниот резултат на коалицијата ќе се намали, смета аналитичарот Петар Арсовски. И покрај внатрешните превирања, тој гледа можност за смирување на тензиите меѓу коалицијските партнери, а поверојатно сценарио според него е Таравари или да одлучи да оди сам на избори, или сепак да остане во вреди, наместо да прави обид за соработка со ДУИ. Не можеме во моментот да кажеме колку тежи секоја од тие партии поединечно во коалицијата, бидејќи не настапувале поединечно. Но осипувањето на коалицијата, односно растурањето на коалицијата ќе ја наруши нивната приказна за единство, па сите партии ќе имаат послаб резултат на изборите. И таа што би се одвоила, и тие кои би останале. Точните бројки се невозможно да се предвидат во моментот, но јас гледам дека постои една тенденција за обид за смирување. Мислам дека е тоа притисок од целата владина коалиција, на која не и требаат нови фронтови пред локалните избори. Арбен Таравари во моментот, ако преговара со ДУИ, ја ризикува својата гласачка база. Поштурите информации за состанокот кој лидерите на вреди го имаа предвадена, а на кој требаше да ги испеглаат коалицијските разлики и проблеми. Единствено познато е дека Таравари прифаќа преговорите за заеднички настап на локалните избори да продолжат. Како што изјави за Канал 5, работните тимови продолжуваат со работа и се надева на брз договор. Агенцијата за храна и ветеринарство со полни раце работа пред Великден. Над 1200 килограми небезбедна храна, најмногу месо се уништени во повеќе контроли на инспекторите. Сандра Спасовска. Месо, преработки и подготовки од месо, јајца, бои за јајца, мед, маслиново масло. Агенцијата за храна и ветеринарство уништи над 1000 килограми најразлични производи за кои при спроведените 350 вонредни контроли било констатирано дека се небезбедни. Како што информираат од АХВ, при вонредните контроли направени во пресрет на великденските празници, изречени биле и парични казни во висина од 3650 евра, а издадени биле и 22 решенија со наредби за нивно отстранување. Во услови на зголемена побарувачка на храна пред престојните празници, апелираме до граѓаните да бидат одговорни потрошувачи и да пазарат само од одобрени регистрирани оператори за храна кои се под контрола на инспекцијските служби на агенцијата во рамки на 350 надзори на операторите со цел спречување на пласирање на небезбедна храна и нелегална трговија со јајца, бои за јајца во пресрет на великденските празници. Како небезбедни уништени се 1230 килограми различни видови производи, се вели во соопштението на АХВ. Граѓаните кои ги анкетиравме велат внимаваат што купуваат, редовно читаат декларации, но според нив безбедносните протоколи во делот на храната би можеле да бидат поголеми. Обавезно, задолжително, од каде потекнува храната, рокот на траење биќе ми се погодило да враќам, храна со неисправен рок, така да тој работи се најосновните што ги проверувам. Мислам дека може би многу подобри безбедносните протоколи за храната и проверките. Во суштина да. Меѓутоа може има и некојаш се случува во маркетите со поминат рок, па така вршат и налепници, ставаат такви работи, малце трговски трик, меѓутоа треба да се внимава, да се гледа. Проверувам рокови, да, декларации и во многу пати во супермаркетите со поминат рок чуваат во фрижидерите. Па не, затоа што на многу производи датумот или е при крај, или негде дури се среќава и дека е поминат рокот, така да не сум сигурна. Има продавници и јас го проверувам. И декларациите? Да, читам. Меѓутоа, потеклото, дали е тоа точно, се оставаме на совеста на тие што ни го увезуваат, поготово за увезеното. Од АХВ меѓу другото апелираат граѓаните внимателно да ги читаат декларациите на производите, да се проверува рокот на употреба, како и местото и температурата каде се чуваат одредени производи. Заради неповолните временски услови се проблематизира стартот на сејдбата на оризот. Земјоделците стравуваат дека заради доцнењето ќе мора да сејат ситни сорти ориз кои не ги бара пазарот, а за кои што нема добри цени. Додека од водостопанство Брегалница уверуваат дека каналите се исчистени и сејдбата набргу ќе почне.
Доцни стартот на пролетната сеидба на Оризот. Покрај неповолните временски услови, кои засега планот за сеидба го кратат за 1500 хектари. Дополнителен проблем за доцнењето според земјоделците се неисчистените канали на површините кои се во долната зона на полето, односно кои се близу реките. Токму на овие површини со зафаќање на проточните води од реките, вообичаено со почетокот на април први започнуваа со сеидба земјоделците. И на овие површини е можно да се насеат сорти кои се со подолга вегетација, односно крупните сорти на ориз кои секогаш се барани и постигнуваат добра цена, како што е Сан Андрејата. Но земјоделците на терен посочуваат дека заради неисчистените канали и изменетиот план за чистење, водата од врнежите стои по нивите и тие не можат да се обработат за да почне сеидбата. Заради ваквото доцнење ќе мора да сеат и тие од ситните сорти, кои понатаму ќе се проблеми за откупувачите, бидејќи и пазарите не ги бараат ситните сорти на ориз. Ги откупуваат крупните сорти, не прават никаков проблем, без разлика, во зависност од рандаманот и цената, меѓутоа се движи негде солидно цената, околу 35 денара се движи за крупните, од 25 за ситните. Тогаш ќе се доведеме во ситуација во 25-та година, доколку по линијата бидат посејани со ситни сорти, односно ситно зрнисти сорти, тогаш ќе го имаме проблемот. Тогаш ќе ни остане сети ориз во кај нас во амбарите, така речено, во складишта, бидејќи ниту пазарот го бара ситното, ниту трговците го бараат ситната сорта. Првиот човек на водостопанство Брегалница Зашов пак во изјава за Канал 5 категоричен е дека сеидбата ќе почне навреме и дека каналите се изчистени и дека ќе се доисчистат до почетокот на сеидбата. Земјени канали и бетонски има изчистено околу 110 километра. Со чистењето на земјените канали мислам дека до 25 пред мајските празници дека ќе завршиме комплетно. Проточни води треба да се зафатат. Прво е Јетимовско поле очистено, второ е Оризарско поле очистено пред 10 дена 15, Кочанско поле 98% очистено, значи таму се проточните води. Во браната Калиманци засега има 68 милиони метри кубни вода, што е доволно за околу 2500 до 3000 хектари под ориз, а за успешна сезона на сите површини потребни се 95 до 105 милиони метри кубни вода. До сега се изчистени околу 110 километри на каналска мрежа, а ќе почне чистењето на магистралниот канал, за да може сите до 5 мај да добијат вода по нивите и да почне сеидбата на Оризот. Во општина Карпош од утре почнува да важи новиот трет сет мерки, кој градоначалникот Стефче Јакимовски вели се однесува на сопствениците, изведувачите и инвеститорите. При одобрување на идениот проект, службеникот кој го работи, кој што треба да го одобри идениот проект, досега по закон тоа го прави врз основа на урбанистичкиот план што го гледа. Општина Карпош ќе биде прва општина која што наложува службеникот да мора да излезе на терен, да го слика идното градилиште од сите 4 позиции, значи сите 4 страни на светот, со тоа да знае какво градилиште и какво одобрување знае и во исто време при одобрувањето на градбата ќе бараме елаборат за организирање на градилиштето со строги правила за што ќе мора да ни дадат банкарски гаранции, кои што потоа доколку не ги почитуваат овие правила, ќе им бидат активирани од наша страна. Професор од Македонија е прогласен за академик во Велика Британија, во престижната академија, која ги обединува сите општествени науки. Стефан Бужаровски, 26 години живее во Манчестер и е редовен професор на Оксфорд. Во моментов работи на проект за подобрување на високото образование во Македонија. Игор Манасиевски. Професор Стефан Бужаровски од Македонија, кој работи на Универзитетот во Манчестер, е избран за член на Академијата за општествени науки на Обединетото кралство. Академијата, како врвен научен орган, е престижна струкова академија која ги соединува и представува сите општествени науки во Велика Британија и Северна Ирска. Професор Бужаровски е номиниран за член на Академијата од страна на Кралското географско друштво, кое е централна научна и наставна асоциација од областа на географските науки. Во моментов работи на проект за јакнење на капацитетите на високото образование во Македонија. Еден проект што би го издвоил, што е поврзан сегашно со Македонија, е во смисла на јакнење на капацитетите на високообразовните институции и воопшто по широката јавна сфера во Македонија, така што сум дел од еден ангажман преку Меѓународната организација за миграции,
и доста тесно соработувам со Институтот за географија и со Природно-математичкиот факултет, како и ред други организации. Во 2019 година професор Бужаровски е прогласен за секојдневен херој од страна на Европската Унија за неговите заложби за борба против енергетската сиромаштија, кои се однесуваат на тоа колку е важно да се градат домовите со подобра изолација заради климатските промени. Домовите во кои што живееме, значи стамбениот сектор, не е соодветен на сегашните потреби и посебно на барањата на климатските политики, во смисла дека има потреба да се инвестира во подобрување на стамбениот сектор, и ова важи не само во Македонија, туку и пошироко. А се разбира со климатските промени, со пораст поготово на летните температури, на климатските екстреми, таа потреба е уште поголема. Еве сега ни следи повторно лето во кое што ќе бараме климатизација, ќе бараме пораст на потрошувачката, а тоа полесно се решава доколку имаме соодветно домување. Професор Бужаровски има дипломирано на Институтот за географија при Природно-математичкиот факултет при УКИМ. Автор е на над 150 научни трудови од областа на животната средина и просторното планирање, а постојано соработува со Обединетите нации, европските институции, Светската банка, меѓународните агенции за енергетика и владини агенции ширум светот. 20 малолетници биле затекнати за време на акциска контрола во повеќе угостителски објекти и објекти за забава во Битола од страна на полицијата од СВР Битола. Нокеска половина час по полноќ. Како што соопшти Министерството за внатрешни, планираните активности ги опфатиле објектите кои што се детектирани како места каде што доаѓаат малолетни лица. При тоа во клуб лоциран на улицата Климент Охридски затекнати биле 16 деца, а во угостителски објект на булеварот 1 мај биле затекнати уште 4 деца. Сите тие се предадени на родителите, а по документирање на случаите ќе следуваат и соодветни пријави, информира од МВР. Пријатна вечер со Канал 5.